Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да го погледнете интервјуто со Душан Дуле Вујошевиќ или балканскиот Алекс Фергусон. Ако некој си го постави прашањето зошто еден спортски тренер би го оставил политичка емисија, тогаш јас можеме да дадам мноштво одговори. Дека има освоено 12 титули првак на својата држава, дека има 5 титули на купот на својата држава, дека има 5 титули во АБА лигата, дека бил шампион како селектор на СФР Југославија на Европското првенство за млади во кошарка, дека има освоено еден куп на Радивој Корач, меѓутоа вистината е следната. Од секогаш сум сакал да бидам тренер во кошарка и како второ секогаш сум сакал да имам интервју или со Душко Вујошевиќ или со Мирослав Чиро Блажевиќ. Кој е најголемиот играч кој го имате тренирано во вашата кариера? Кој е најбољи играч кој сум тренирал во моја кариера? Па Владе Дивац. 10 секунди. Обрадовиќ. Лопта е закуцао у Костива. На 27 години стано за прв пат шампион во кошарка во она стара голема СФР Југославија. Тогашниот тренер Владислав Лале Лучич после една серија на лоши резултати беше сменет од Драган Кечановиќ, кој тогаш е спортски директор на Партизан, и тогаш во рацете на Душко Вујошевиќ доаѓа можеби според мене најдобрата европска екипа во последните 50 години. Таа екипа е селектирана од Драган Кечановиќ, во таа екипа се Владе Дивац кој е донесен од Слога, Желко Обрадовиќ кој сега најдобар европски тренер кој е донесен од Чачак, Горан Грбовиќ исто така е донесен од Чачак, Биленко Савовиќ донесен од Требиње, Александар Саша Ѓорѓевиќ е преземен или купен од Црвена Звезда, Жарко Паспар е донесен од Подгорица или од Будучност, Иво Накиќ од Риека преку Цибона и Мирослав Пецарски од Америка. Тоа според мене беше најдобрата југословенска екипа, а според многумина најдобрата европска екипа на сите времиња. Ве сметаат за најголем тренер во Европа, ако не е во светот, кој нема освоено Лига на шампиони. Па сасвим на почетку кариере, као веома млад тренер, со оном веома младом генерацијом Партизана дошол сам до Final Four. Тоа е прва година кога се прави таква форма такмичење води Final Four. 1988. Да. Гент, Белгија. Јесте. Па и чини ми се тад био најближе ствари. И онда после тога Партизан je u Parizu išao praveći veliko iznenađenje u Final Four i opet su za jednu loptu izgubili finale. Со Бо Мекелев, со Роберт, со Весели, страшна екипа. To je to. Posle toga sam otišao u CSKA baš s nekom namjerom da budem u ekipi koja je ima budžet i mogućnosti da osvoji kup šampiona i jedna od osnovnih motiva je bio i taj, novac naravno, ali i taj. Međutim, oni su imali malo potrošenu ekipu, ja nisam znao jezike, znam samo talijanski, ta neka faza adaptacije je bila teška, oni nisu imali dovoljno strpljenja, iako su imali ugovor na 3 godine i brzo smo se razišli, tako da... Dobro, zašto не успевте во ЦСКА, знаете? Тамо бе Холден, беше Смодиш, една екипа која беше во полна физичка кондиција, меѓутоа во една надолна линија, што се вели. Надолна линија. А овие ваши тренинзи од 5-6 сати, веројатно тешко ги поднесуваше таа екипа. Јесте, прилike и па и кога сам ја отишол, они су имали лош наставак сезона, отприлike тоа екипа која е прошла била свој зенит и било е потребно. Одличен почеток. Победивте на турнејата низ Америка, победивте НБА шампионот, победивте. Прв пат Душко Дуле Вујошевиќ го запозна 1988 година, кога Партизан се подготвува во Нови Сад пред да замени на Final Four во Белгија во градот Гент. Тогаш на Вујошевиќ му помога Славко Трнинич, кој е еден од најголемите тренери на поранешна СФР Југославија и важи за човек кој го има тренирано Крешимир Чосич и е прв тренер на Дино Раджа и на Тони Кугоч. Тогаш Партизан на некој начин тренира и приспособува одредена игра со 4 големи играчи или со 4 високи играчи. Од таа прва постава лажен плеймејкер треба да биде Владе Дивац со
некаде 215-216 см, од таа прва петрока е Горан Грбовиќ со околу 201-202 см, Миленко Савовиќ со околу 210 см или неговата замена Мирослав Пецарски кој има 212 см и Жарко Пашпал кој има 208 см. Ако таа конфигурација на играта поминеше, тогаш тоа ќе беше еден новитет во европската кошарка, бидејќи до тогаш само американците играа со така високи играчи, кај што Меджик Џонсон некаде со 203-204 см играше на позицијата плеймейкер. קופץ פעם גבוה, פעם נמוך, וזה כמובן מפריע לכולם אותו דבר, והאואסטי עוד אחת ויש לו צהל, עוד 2 נקודות. כמו שהאואסטי... Добро го сонувате ли Мике Ароести? Тој е плеймейкер на Макаби 1988 година. Он немаше Ароести, да. Он немаше кош дадено, што се или 10 кошави даде. Ајде од Кевин Меги тога се очекуваше да даде 32 поени. Меѓутоа Ароести даде 10 поени. Вие тогаш игравте една, ајде да речеме, зонска одбрана, кај што Владе Дивас ви беше. Nije zonska. Кај што Владе Дивас ви беше на некој начин плеймейкер лажен што требаше, и овој Ароести го проби Владе Дивас. 10 поени ви даде и тука е реши утакмицата. Осонувате ли? Ne. Oni su igrali u suštini sa 4 spoljna. Sa Имахте 4 високи. 4 spoljna su igrali s 4 visoka, dve petice, praktično Pecarski i Divac. Grbović i Paspalj. Grbović, Paspalj i Saša Đorđević. I onda oni igrajući s 4 spoljna nismo imali veliki problem da postavimo odbranu prema njima. I onda Pecarski jedino koga je mogao da donekle čuva je Kevin McGay. Da, 32 poena даде. Ali mi govorimo o tome u startu ko je mogao da bude igrač koga bi on mogao da čuva, da kažemo, da se izabere, da se postavi. Pa smo stavili na Barloa koji je bio lažna četvorka, više trojka nego četvorka, Grbovića, na Đamšija, Paspalja, što je bilo dobro rešenje. I na playmakera njihovoga smo stavili Divca. Saša je bio na dvojci. Taj playmaker je bio bez šuta i tu smo napravili neku razliku. To ih iznenadilo, ta formacija, i napravili smo 10, 15, 12 razlike. Sad, posle toga su oni uspeli da stignu s promenom i playmakera i vraćanjem u neku normalnu formaciju da smanje tu razliku i da se na polovremenu ode sa nekih 4 razlike ili 6 razlike. I u drugom polovremenu su oni zonskom odbranom koju mi nismo uspeli da rešimo otvorenim šutevima i sve uspeli da dobiju utakmicu. Pa bili smo i suviše mladi, ali u svakom slučaju je to stavljanje Divca na playmakera bilo dobra stvar i donela je rezultat. Jer je to bilo izazvano ne s tom idejom da Divac čuva playmakera, jer playmaker je bio bez šuta, pa je Divac igrao zonski u odnosu na njega, nego da ovi ostali igrači mogu da se rasporede prema igračima u čovjek na čovjek odbrani kakve imaju karakteristike da mogu da ih čuva. Вела дека тоа е најдобрата генерација која југословенската кошарка имала. Тоа е Ѓорđević, Divac, Paspalj, Pecarski, Ivo Nakić, Grbović, Milenko Savović. Danilović dolazi kasnije. Подосна доаѓа, нели? Željko Obradović. Željko, страшна генерација. Подобро велат, нема југословенската кошарка. Значи, од 45 година до распад на Југославија, велат најдобра генерација. Pa, bila je jedna od najboljih sigurno, Jugoplastika je bila jako dobra. A sad ne znam, one starije generacije, ali sigurno, mislim, ne smije se podcenjati jedan Dražen Petrović, njegova generacija u onoj Ciboni, ne smije Kićanović, mada na klubskom planu nisu imali takve uspehe, ali znate, to su igrači toliko dobri da su zaslužili pravo da se ne upoređuju ko je najbolji, a ko je najgori. A ne treba zaboraviti da je tad ta generacija bila sastavljena od igrača koji su bili vrlo mladi, 17-18 godina. I da oni tad nisu bili ono što su postali kasnije, nego su nagoveštavali da to mogu da budu.
Duško Vujošić има своја философија која вели дека Партизан може да има или шампионска екипа или да прави шампионска екипа. Тоа е, почитувани гледачи, стратегија на победување, на функционирање и на преживување. Таа стратегија оди во 3 фази. Првата фаза е селекција, или како да селектирате играч кој по 10 години може да биде голем шампион. Втората фаза е фаза на работа или на труд, односно таа алхемија, како што вели Vujošić, кога од потта се прави злато. И третата фаза е на војничка дисциплина или на пруска дисциплина, кај што првиот човек или тренерот се слуша за све и тој всушност се дава командата која екипата е следи до бескрајни граници. Vujačić, Nakić, Divac, 70-59. Не знам дали се сеќавате, мислам дека најдобар надпревар, јас 30 години го гледам Партизан, по мене најдобар надпревар кога има Партизан одиграно, тоа е финалето на купот 1989 година во Марибор. Тоа играте со Југопластика е растурата у прво полувреме. Мислам дека Југопластика никош не е растурена. Она стравична генерација на Југопластика со Раджа, со Кукоч, со Душан Ивановиќ и така натаму, со Перасовиќ. Сеќам се утакмица. Тоа прво полувреме ги разбивте. Одбрану, како се они менјали плеймейкера, каде им е био Павиќевиќ, mi smo stajali u zonu, a Sretenović u čovek i sećam se dobro te utakmice. Одлична уtakmica. Da, dobro utakmica. Добро, зашто тешко ви беше да ја победувате Југопластика? Zato što su i oni bili izvanredna ekipa. Pogledajte karijeru tih igrača u NBA-u i dalje iza toga i tog momenta su bili bolje organizovani klub. Во момент кој треба да ја победите Југопластика се повредува Владе Дивац. Она е, најде да речем, бизарна повреда, прескокнувајќи ограда во хотелот во Сплит и не играл на финална Не, Сплит, nije u Splitu, to je bilo u Beogradu, u ovome hotel Jugoslavija, mislim. А значи во Белград е повреда на неодина утакмица во Сплит. Жалите ли некој играч што сте го тренирале, а не станал голем шампион? A nije postao? Да. Pa Zoran Jovanović, na primjer. Zoran Jovanović je mogao bude puno bolji igrač nego što je postao. Немања Матовиć. Немања Матовиć. Јас сум го гледал тоа дете во Раднички кога играше, вие со 17-18 години. години. Je bolest. Isto mi je žao Uroša Tripkovića, mislim da je mogao napraviti puno bolju karijeru da ga nisu te povrede. Nemanje mi je jako žao. Вие тогаш имавте изјава дека сакате од Немања Матовиć, тоа 1983 годиште, тога стана шампион на овие млади до 18 години на Европа, иако MVP го прогласот Александар Гајич чисто од Партизан, сакавте од Матовиќ од Крстич да направите најдобар тандем на европски центри. Тоа беше вашата изјава кога доаѓате 2000 година на чело на Партизан. On je imao neku autoimunu bolest stopala i praktično je njemu bolest sprečila se bavi košarkom. Добро, може ли да откриете дел од тој ваш процес како правите шампиони? Како успевате од одредени играчи да направите шампиони? Која е таа алхемија што ја правите? Ma jednostavno je to. Ja imam neki talent da prepoznam talent, onda imam hrabrosti i da ih zaštitim onih godinama kad su lomljivi, da ih nateram da rade, dovoljno se posvete košarci, da dobiju priliku. Da igraju, da izgube neke utakmice, da to bude neka vrsta ulaganja u njih. Ne plašim se da uđem u sukob sa starijim igračima koji bi hteli možda da igraju više, a na njihovo mesto dolaze ovi. I prosto, dok smo igrali kup šampiona, to je najbolja škola za mlade igrače i jedna ogromna količina rada, pre svega. Имате ли сега некој бисер во Партизанот кој може голем играч? Ja računam da imam. Може ли да кажеме некој? Da ga ne bi štetili. Добро, може ли да ве прашам, еве, тоа лично ме интересира и кој навијач. Зошто Џока Шалич не напредува година дена? Зошто Борис Дало не напредува година дена? Имат, посебно Борис Дало има стравични физикали, има една стравична транзиција. Долги раце, значи, од Господ дадена дарба за кошарка. Boris još uvijek nije rešio pitanje šuta i pitanje pozicije, jer on po svom mentalitetu i glavi nije playmaker, a po šutu nije dvojka i to je negde osnovni problem. A fizički je jako talentovan, sigurno.
Интересно е, например, 1988 година, Србобран. Да. Тогаш Југославија поранешна станува шампион, страшна генерација. Сите му предвидува најголема кариера на Аријан Комазец, му предвидува најголема кариера на Джеват Алиходжич, кој тогаш беше прв центар на Босна, значи со 18 години, а вие правите најголема звезда од Саша Предраг Даниловиќ. Како успеате, мислам, он не штрчаше у таа генерација. Он беше трет, четврт играч во таа генерација. Он имao 2 godine pauze svog prelaska iz Bosne u Partizan. Pa je bio, jedno od te 2 godine je bio u Americi, trebalo mu i vreme da se adaptira, ovi su prosto bili u normalnijoj situaciji, igrali utakmice. On nije bio ni registrovan još. Он pauzirаше една година. 2 godine. После преоѓање од Босна во 2 godine. 2 godine, jer je prešao posle prelaznog roka. Pa se to nije računalo uopšte kao period da je on čekao, nego se dala još 1 godina dana se čeka, tako su to ispale 2 godine. I imao je naravno veliki talent, veliku želju da radi, spremnost za taj volju da postane veliki igrač i kad se sve to složi. Вела дека некои луѓе што ве знаат, вела дека сте тренирале заедно со него, со Оливер Поповиќ, една фантастична рака, мека рака. Мислам дека сега е тренер, значи кој во тој период, да, и дека кога сите ќе испопаѓале од умор, вие сте продолжувале со Саша Даниловиќ. У 1000 шутови, качување по скали, трчање по скали, дека тие тренинзи траеле по 6 сати, ко спартански тренинзи. Да. Pa i Spartanci su bili dobri borci. Вие се вас ве сметат за кошаркашки татко на Предраг Саша Даниловиќ. Како ви се сега односите? Пошто има многу шпекулации по белградската чарша дека тој конфликт помеѓу вас и Даниловиќ му прави проблем на Партизан. И дека Партизан... Какав проблем прави? За Партизан не... Значи, он je došao tu kao igrač, jako mladi, no, ja sam puno uradio da on postane veliki igrač. Naravno i drugi treneri iza toga, a kao tandem predsjednika i trenera, mi smo najuspešniji tandem u Partizanu. 13 godini, šampioni. Sad, složena je situacija košarkaškog kluba Partizan finansijski i nije normalna situacija, nema srazmjerno rezultatima adekvatan tretman. I u najnormalnijim situacijama ima ponekad razlike u mišljenjima, ne ovakvoj nenormalnoj situaciji, ali u suštini ti odnosi imaju takvu neku čvrstinu i dubinu da ne mogu neke sitne stvari da ih izremete. В 2010 година Душко Вујошич ја освојува наградата најдобар европски тренер или наградата Александар Гомельски, го напушта Партизан и заминува да биде тренер за 1 милионски договор на ЦСКА во Москва. Почетокот е одличен на турнејата по Америка. Екипата на ЦСКА успева да ја победи екипата на Леброн Џејмс Кливленд и тоа беше една голема сензација во европската и во светската кошарка. Меѓутоа, после 3 месеци му е раскина договорот на Душко Вујошич од ЦСКА, бидејќи неговите напорни тренинзи не можеше да ја прифати екипата, која тогаш беше составена од вистински асови. Тамо беше Холден, тамо беше Шишкаускас, тамо беше Леңдон, тамо беше Виктор Крјапа. Се враќа од Москва и станува прв човек на Југословенското спортско друштво Партизан, на таа функција се наоѓа и денес, и од таа позиција е најголем опозиционер на српскиот премиер Александар Вучич. Денес е тешко да се биде партизановец во Србија, посебно со една ваква власт која и не крие дека си има целосно ставено на страната на Црвена звезда. Пред 10 на 15 дена, значи 10 на 15 дена од денот кога ние ќе го емитуваме ова интервју, во посета на Белград е францускиот премиер, тој му поклонува на Вучич дрес на репрезентација на Франција и вино, овој му поклонува на францускиот премиер дрес на Црвена звезда. Тоа апсолутно и книга. Тоа е апсолутно една ненормална, да речем, по мене, ситуација. Па ја мислим исто така. Мислим да nije pristojno
Crvena zvezda je klub koji ima najviše navijača u Srbiji, međutim, nije pristojno da premijer jedne države, premijeru druge daje dres bilo kog kluba, pa čak i tog najvećeg. To pokazuje da on živi onako u nekom svom svetu. I neka je vrsta pisma o namerama. Namerama da bude jedan narod, jedan klub, jedan vođa. Mislim da je to onako jako pogrešno i da pokazuje odnos koji vlast ima prema Partizanu i namere koje vlast prema Partizanu ima, od ukidanja sponzora, ukidanja stavljanja pod proces vlasništva stadiona fudbalskog kluba Partizan, ono je stadion Jugoslovenske narodne armije što je bio ranije. I uopšte zaista radimo u jako teškoj situaciji, a prosto neko ko je premijer zemlje trebao bi da bude što više ima moći, da bude više obazriv. Kako će to da, možda naravno bude navijač Crvene zvezde i to mu niko ne brani, ali ne može da radi protiv Partizana da ga uništava. Вие имате изјаве кај што велите не сакам да бидам слуга на водачот, односно на царот, мислејќи на Вучич. Nije, to je naslov izvučen tako. Poruke su sasvim jasne i drugčije unutra. Pričamo o tome da... Ве смета за единствена опозиција во Србија во моментов на Вучич? Вучич? Nije jedina opozicija, ima u Srbiji i druge opozicije. Meni smetao pokušaj pravljenja od Partizana efemerne ekipe. Mada čujem da se slično dešava u Makedoniji sa Rabotničkim i očigledno ove nove tranzicione vlasti imaju slične mane ili prednosti. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата емисија или интервјуто за Душко Дулево Јошевиќ или балканскиот Алекс Фергусон. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Zinalco German Lemonade. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ја гледате таа разлика, почитувани гледачи. Например, денес во Република Македонија, македонските власти брише патос со клубот Работнички. Андри Жерновски, кој оценка владее со тој клуб, пробува да се пазари со властите. За разлика од него, Душко Војошевиќ смета дека пазарењето е покажување на слабост и дека треба како во последниот самурај човек да се бори до крајот на својот живот, бранејќи својата чест и честа на клубот, бидејќи како што вели Душко Војошевиќ, мртвите се бројат на крајот на битката, а битката се додека постои еден човек може да биде добиена. Зошто македонските кошаркари не направија кариера во Партизан?
Ви имавте во вашето време, мислам дека 2 играчи, Магдевски младиот не дојде да тренира со првата екипа, нели, пред година дена. Мислам ја опште, он отшо у Реал. Во Реал отиде. Меѓутоа Владо Илиевски и Предраг Самарџиски има потпишано оние 6 годишни договори, ако не се лажем, Самарџиски дури имаше и 10 годишен договор потпишано со Партизан. Но не успеа да направат кариера. Исто не знам, Владо Илиевски отишо е према што ја дошол за тренера из Партизана. Па Самарџиски едnog момента su neke finansijske obaveze koje su stizale klub bile veće nego što smo mi mogli da lagano ispoštujemo i Železnik je imao interes da on uđe u tu kombinaciju, da preuzme te obaveze toga igrača i napravili smo dobar posao i mi i Železnik. Тоа што имавте 4 центри, одлични, Коста Перович, мислам дека Пековиќ сега што е во НБА, а имавте овој Семи Херден, кој е кај Обрадовиќ во Фенербахче. Може би конкуренцијата беше голема за Самарџиски да успе, он е 215. А и тоа е тачно. Он е 215 сантима, висок, повеќе четврка, нема срце да влага во оне контакт, игра под рекетот, што не е и ваш тип на играч, веројатно, предпоставам. Пековиќ е оно што вие го сакате од центар. Пековиќ, да. Пековиќ е отприлike неки фоторобот играча кога ја волим онако под кош, кака би желeo да буде. А вама Владо Илиевски има конкуренција во Вуле Авдаловиќ и во Александар Гајич. Нисам ја био у Партизан. Не бете ли тоа Партизан? Нисам каде био Владо Илиевски. Владо Илиевски отишо пред него што сам ја постал тренер пред себе. Малјов Гајич кој беше MVP на Европско првенство во кошарка од 18 години. Стравичен плеймейкер, брз, значи Ѓорđević на некој начин, меѓутоа не направи кариера. Па знате šta, има многу играча кои су били на јуниорским првенствима MVP играчи, па су на кариеру направили неки други. Јер постои разлика измеѓу биолошке старости играча и календарски. Onda često puta da neko ko je praktično mlađi biološki kasnije sazreva, kao što je slučaj, na primjer, Danilovića bio kad je u tom nekom periodu u poređenju sa nekim drugim igračima, ali ima i obrnut slučaj na štetu našu klubsku, kad je neko ko je akcelerant, formiran rano i rano dostigao neki svoj limit, obećavao da može više, a u stvari on je već dostigao ono svoje i ne može puno da napreduje. Нема успех без бруталност. Тоа е девизата на старата југословенска тренерска школа. Тоа е една спартанска школа или мешавина на спартанска и пруска школа на тренирање на играчите. Душко Војошиć е најдобар представник на таа стара југословенска кошаркашка школа, кај што една топка всушност одлучува дали ќе бидете покојник или ќе бидете полковник. И многу пати во кариерата на Душко Војошиć една топка одлучувала дали ќе биде шампион или ќе биде поразен на крајот на криштата, како што самиот вели. Среќата некош треба да се заслужи, а обично среќата се заслужува со голема работа. Ali nema dileme, evo to se sada, šta se desilo? Pa šta je ovo? Pa je li moguće ovo? Pa šta? A kakav Istanbul, kakve priče? Kakav Istanbul, kakve priče? Ovo će ući u anale svetske košarke. Ovo će ući u anale svetske košarke, da vidimo. Da vidimo sada, pogledajte ovo. Kecman. Ide lopta, samo da vidimo, gledat ćemo onaj gore sad. Gotovo, Partizan je taj koji je osvojio ovo takmičenje. Tepić, 7 do kraja, Tepić još uvijek teška lopta, Tepić i lopta za sreću. 3 sekunde za pobjedu za finale. Smit preko noge. Smit! Uđi, molim, to, majstore! Partizan je dobio slučaj Kecman, ovo je nevjerojatno. Sve se u životu vraća. Ovo je nevjerojatno. Партизан во моментот се наоѓа пред банкрот, нели? Босна поминува една таква фаза, европски шампион 79 година. Цибона едва успеа да се извлече од таа банкрот фаза, 2 пати шампион на Европа. Југопластика е ефемерен клуб, значи на маргините клуб. 3 пати ред поред беше европски шампион, некаде крајот на 80-те, почеток на 90-те години. Се наоѓа ли Партизан пред банкрот? U teškoj situaciji. Ono što je činjenica, to je da je, na primjer, ako se poredimo sa fudbalom, da je u fudbalu su
gde UEFA je uspela se odbrani od bogatih klubova. Bogati klubovi su hteli da naprave jednu ligu 15-16 zatvorenih ekipa i sve. Međutim, UEFA se odbranila od toga, odbranila je sistem takmičenja i napravila izvanredan biznis u kome svi zarađuju. Ovde su praktično bogati klubovi napravili takmičenje. Napravili takmičenje u kojem klubovi koji prave uspeh ne postaju bogati. Bogati su organizatori takmičenja. I u tom takmičenju mogu da igraju klubovi koji su postali bogati ne prodajući igrače, karte, nego imajući jako dobre sponzore ili neku državnu politiku da stoji iza njih. I prosto to je malo problem i te neke organizacije na nivou ove FIBE i organizacije klubskih takmičenja u košarci. ULEP. Ova što je ULEP je sad ta organizacija bogatih klubova. Koji imate problem со не, например, вие не добивте wild card или карта која ве повикува да учествувате после или откажувањето на Цибона, кој беше шампион на АБА лигата, доби Црвена звезда, Партизан кој 12 години ред поред учествуваше. Па дури еднаш беше во полуфинале, неколку пати во меѓу 8 најдобри во Европа, не доби така, доби позивица Левски, например. Това е едно предузеќе кое послuje на такав начин. Дури бевте под блокада и лани, пред почетокот на преодниот рок и ова година батнели она казна која не ви се дозволува да регистрирате играчи, бидејќи немате отплатено долговите кон поранешните играчи. И тука помага еден македонски бизнисмен, тој е директорот на Ноел од Гевгелија. Јест. Он е опште с ним имао јако добру сарадњу. Он воли кошарку. Томица Главчев. Тома и има клуб у Ѓевѓели и изванредан е привредник. За Немце ради те кошулје и за Немце и за Тошу. Наше Тошу. Тодорич. Али били смо два пут или едном или два пут гости код njega тамо у на турнирима секој крај на август, почеток на септември. Па смо ишли и у Мрзенце. Видели smo kako je i klopa tamo i sve bili super dočekani i u ovoj situaciji on je, kad je taj bat trebao se otplaćuje za Klobučara sa značajnim sredstvima, dao 20.000 evra pomoć i ja mu i na ovaj način toplo zahvaljujem. Имате многу навијачи во Македонија, мислам. Знам. Најтек после распадот на Југославија, мислам дека добро има и Црвена звезда, има и Динамо и Хајдук, меѓутоа такви навијачи како што има Партизан, нема ниту еден. Затоа што е Партизан био и остao југословенско спортско друштво и произошao из традиcije onoga narodno-slobodilačkog rata i opet je on bio vezan za ljude koji nisu bili nacionalisti, nego onako koji su voleli tu Jugoslaviju, pa je onda u Jugoslaviji to i prepoznato i ostalo i posle toga raspada. Такви тренери од типот на Фергусон или Душко Вујошевиќ може би да ги сакате, меѓутоа не може да не ги почитувате, бидејќи целиот клуб всушност зависи од таа хиерархија која тие имаат поставено. Гледате низ каква криза поминува Манчестер после заменувањето на Фергусон. Нешто слично може би да се случи и со Партизан. Таму Душко Вујошевиќ е алфа и омега на клубот. Јас имав прилика, почитувани гледачи, да го гледам ланскиот надпревар на Партизан во Гевгелија, кој играше со Кожев, и во тој надпревар на турнирот во Гевгелија се повредува малиот или младиот Борис Дало. Има одредена повреда на скочно зглоб, меѓутоа никој не смее да му предложи на Вујошевиќ да го однесат на прегледи во Гевгелиската болница. Младиот Дало останува на клупата за резерви до крајот на надпреварот и дури кога завршува надпреварот и Вујошевиќ се уверува дека станува збор за една малку посериозна повреда, може младиот кошаркар да го однесат на прегледи во Гевгелиската болница. Меѓутоа тоа покажува еден спартански дух, една војничка дисциплина през која функционира клубот Партизан и тоа е веројатно основа на тие успеси кои тој ги постигнува. Господин Вујошевиќ, ако не е тајна, колку е долгот на кошаркашки клуб Партизан во моментов? Колку е долг? Некаде 8 милиони евра се спомнуваат. Мање. Има се дуг. Мислим да е негде околу, дупло мање, најмање дупло мање. Значи некаде околу 3-4 милиони. 3-4 милиони евра. Колку тренираат овие кошаркари на Партизан, бидејќи се прават урбани легенди околу тие тренинзи на Вујошевиќ? Во 5 сат на саба, или во 7 сат на саба, или 6 сати. 6 сати тренираат. Се враќате во 2 сат од утакмица која сте изгубили на некој несреќен начин или на глупост некоја на кошаркарите, вие тренинг во 7 сат на саба.
Ако нема довоljno борбености, пошто ја играчи не кажнјавам, прво у спорту нема победништва без бруталности. Ја играчи не кажнјавам пара овде нема, па онда е смешно оно мало пара што има да иде још на казни. Али нека врста казне мора да се има. Просто гледам да им буде мање удобно да се ангажуju и да добiju утакмицу, него све оне последице кои порази изазива. Останаа во сеќавање оние снимки или оние слики кој го прошета Балканскиот полуостров, кај што Душко Војошевиќ го дави својот најдобар тогашен кошаркар Богдан Богдановиќ и денес вели дека би постапил исто, бидејќи Богдан Богдановиќ и секој оној кој нема да работи во интерес на екипата ќе добие една таква спартанска лекција од Душко Војошевиќ, бидејќи Душко Војошевиќ верува во континуитетот или во системот на својата работа и вели ако некој ви оставил титула во наследство, тогаш вие во наследство на некој друг мора да оставите таа титула. Ако некој ви оставил Евролига вас, вие треба на некој друг да оставите таа Евролига. И всушност денес Душко Војошевиќ е во лоши односи со Богдан Богдановиќ, бидејќи не може да му прости дека него подготви својот наследник, тоа е Вања Маринковиќ, дека една година пред тоа да се случи, Богдановиќ го напушти клубот Партизан. Чович излази, школа текна. И сада Војошевиќ критикуе Богдановиќа ни мало пријатно. Вие тога не рекоте пруска школа. Стара школа. Остана она сцена со Богдановиќ, оно давење во Пионир. Оваква, дури во интервјуто се викам кој поставме го незгодно прашање, се трна малце да не биде и кон мене пруска школа на мената што се вели. И тоа остана тоа, имавте сега нели со Андрич, млад кошаркар. Не толку од тој аспект, меѓутоа што правите со тие играчи? Ги тренирате, ги челичите, ги подготвувате во секоја ситуација да може да се борат, да дават живост, жилавост. Што е филозофијата? Филозофијата е да неке ствари не смеju да раде, јел? Јер тоа е конкретно била нека утакмица со ФНП би со ФНП-ом, која има символично неку вредност велику и да е ми онако доста опуштено кренули и ФНП игрao јако добро и води утакмица. И крајни неки напори успели смо да смањимо при крају тај резултат и он добија 5, уопште не улазим дали била или nije. У моменту кад е 5 разлики још увек за ФНП и он прави 6. Значи не интересува га судбина тима, што со том 6 ќе он имати још лопту, 2 бацања и техничка и све био ми е на корак ту и просто пробам кажем да општем се нека е многу због тога. И пукнал филмот во тој момент веројатно. Ма не само што е пукнал филм, него што е заслужио тог момент. Сте разочарани малку од Богдановиќ, тој замина во Фенербахче на 22 години. Партизан инвестираше во него, го донесе на 18 години. Добро, nije to само njegova greška. Prvo, Partizan nije investirao od njega od 18. godine, nego dok ja nisam došao... On беше 13 igrač. On je bio 13 igrač, a ja sam stvarno puno investirao i raščistio tu situaciju i Andjušića i ovo i ono i... Ne samo sa Andjušić. Prosto je bio, dogovor je bio da ostane 3 godine, mada dogovori se i menjaju, zavisno od nekih situacija, finansijskih i tako dalje, ali mislim da je on zateko Euroligu, nekomu je ostavio, mora i on nekome da ostavi. Je trebao da deo te investicije u njega kao igrača vratio osvajajući još neku titulu, pa onda ne bi mu pala cena, nego po meni i porasla i da bere pažljivo da će i šta. Međutim, bilo je puno nestrpljenja i u familiji, i pogotovo menadžer, i on podlegao je, pa i u delu kluba, i podlegao je svemu tome i prosto vam kažem, ja nisam iz te priče. 1,3 милиони евра по пишувањето на белградските медиуми обештетувањето кое Фенербахче го има платено за 3 милиона евра. 1,3 за Богдановиќ. Треба да плати, пошто плаќа из 2 рате. Сега кога човек се врати наназад, Богдановиќ доаѓа со 1,97 м и игра тројка на почетокот на својата кариера. Па 2 години е 12-13 играч. Вие го пуштате Анđušić, односно го елиминирате кој претходно па еден од главните што ме носи титулата на Партизан. Се повредува Лео Вестерман,
кој е прв плеймейкер, а Богдановиќ како некој кој играл тројка има проблем со техника на водење на топка, преглед на игра и така натаму. Го ставате на плеймейкер, го истрпувате. Па дури ја губи со Тепич она утакмица полуфинална со Цедевита, мислам, лош напад еден се гледа кога Нолан во последна секунда ви дава 10. И он заминува, мислам, знаете, тоа колку ваши деца кога напушта човек и има право да се чувствува разочаран во таква ситуација. Па знаете шта, има една добра одбрана да се не би разочаравали, а тоа е да не очекувате ни од кого никакvu захвалност. Ако to ne očekujete, onda se nećete ni razočarati, ali ja ceo život sa nekom, kako bi vam rekao, emocijom radim i meni, na primjer, i tako neko razočarenje neće da oduzme emociju prema nekome sledećem i opet u sam neki rizik i znate, svuda je, pa i u dolini gladi. Mnogo lakše naći hleb nego zahvalnost za hleb. Познати се тие легенди за тешките тренинзи на Душко Војошевиќ, низ таа машина поминале и Предраг Даниловиќ и Богдан Богдановиќ, сега поминува Вања Маринковиќ. Всушност тоа се тренинзи во трајање 5 до 6 сати и целата таа стратегија на Душко Војошевиќ се потпира на две точки. Прво да препознаете некој кој ќе биде голем талент и подоцна 5 или 6 сати секој ден да работите со него. Како што кажуваат луѓето кога поминале таа машина на Душко Војошевиќ, тоа се сведува на една макотрпна работа, на ред, работа, дисциплина и шутирање најмалку 1000 тројки по текот на еден тренинг, па кој тоа ќе го издржи, ќе стане голем шампион. Денес кон Душко Војошевиќ во Србија се води една вистинска харанга, па дури се анектират или се интервјуират психолози кои треба да докаже дека тој не е психички способен да биде на чело на клубот Партизан, дека располага со одредени уметнички слики и дека поради тоа е гонет од страна на Интерпол и редица на други небулозни и црни кампањи кои се водат кон него. Меѓутоа, кога ќе погледнете, почитувани гледачи, ширум Балканскиот полуостров, на чело или на државите се наоѓаат одредени влади кои се тренирани од таа германска фондација со седиште во Менхен и со име Ханс Зендел, која е специјализирана за водење на црна кампања. Тоа се случува во Бугарија, тоа се случува во Македонија, тоа се случува во Србија на Александар Вучич, тоа се случува и во Маđarска. И всушност преку препораките на таа фондација Ханс Зендел, која е специјализирана за црна кампања, контролата врз медиумите, контролата врз спортот и контролата врз тие маси кои може да водат и да предизвикуваат популистичка политика е клучна во споредувањето на тие политики во една држава. Што ви се повредува толку играчи во последно време? Па имаше цела харанга врз вас. Па се јавуваше овој доктор Галетич од Нови Сад, па се јавува некоја, не знам, социолошка работничка или психолог, па се прва други некои доктори така натаму. Ете, на оној Арсен Венгер во Арсенал му се повреди од 50 играчи, па никој не прави таму проблем, што се вели. Меѓутоа вие бевте на столбот на страмот дека во еден временски период, не знам, Бертранс, па Вестерман, па не знам, Драган Милосавлевиќ, едноставно почна да пука со сите оружја по вас, дека сте застарен тренер, дека вашите модели носат до повреда на играчи и така натаму и така натаму. Па знате што, увек има луѓе кои имају другчие интереси и другчие мишлење, или неки кои вас не воле и онако и ирационално, неки имају своје неки разлоге, досадили сте или су нека конкуренција или су из другого клуба кои жели да промовише нешто друго и па се направи неки пут па чак и политичка кампања, политичка медиска кампања и се тоа. Да, страшна кампања ви прават. Па ви носат психолози да анализира дали може да се бавите со тренерска работа. Никој не спомна дека Желко Обрадовиќ го избарка Бјелица од утакмица. Никој не спомна дека Александар Саша Ѓорѓевиќ го избрка Мицов од утакмица. Никој не спомна дека Душан Ивковиќ го сопнуваше својот кошарка. Меѓутоа проблемот е Душко Војошевиќ. Мислам, видите како да сте мува умлеко. Очигледно јест. Тоа говори, добро сте тоа рекли, знаете, па мало се овде понашам другчије, у смислу,
i kažem šta mislim i vezan sam za klub koji nije pod simpatijom vlasti i u kontinuitetu su uspesi i sve to zajedno proizvede jednu, naturalno, Mussolini je govorio koliko neprijatelja, toliko časti. Ja nemam ništa protiv ni toliko broja neprijatelja i svoja neprijateljstva gajim. Jedino što čovjek onako, kad vidi kako se ponašaju drugi, ponekad se osjeti malo usamljen. Šta ćete? Кој ги пушта тие мавети? Болен човек, Интерпол ве гони за одредени уметнички слики, тренер без роаминг, односно тренер кој не може да биде тренер освен во Партизан, кај што е се, кај што е од председател до портир. Кој стои, која кујна е за тоа? Вучич, Чович, овој што беше шеф на координативното тело за Косово и Метохија, кој дојде досна власт, кој се, ајде да речеме, сомничи за големи проневери на пари. Кој е Весич, кој беше еден од главните играчи на Джинджич долго време? Кој според вас е шеф на тоа? А сад и главните играчите на Вучич, Овие Александар Мали, Весич, што се, значи, само го сменја дресот. Само се менјају ови, па отприлike ti ljudi. Ti ljudi u različitim fazama, s različitim nekim interesima i ti ljudi. Темелите на модерниот клуб Партизан ги има поставено легендата на клубот Драган Кечановиќ, која селектира таа екипа составена од Дивац, Паспаль, Ѓорѓевиќ, Обрадовиќ и така натаму. Вториот дел на тој тандем е Дражен Далипагиќ, тоа е она навијачка песна која знаат сите навијачи на Партизан, Киче и Праја, победа до краја. Дражен Далипагиќ некаде пред 15 години беше тренер на МЗТ Скопје. Меѓутоа исто така скопската публика имаше огромни симпатии кон Драган Кечановиќ. Некаде 84-5 година тогашниот клуб Партизан гостува во Скопје, тренерот на клубот е суспендиран, тој е Насер Трајковиќ, и како прв човек на клубот Драган Кечановиќ доаѓа и води екипата во Скопје. Утакмицата се игра во салата Ене Сандански, кој тогаш имаше примерно некаде околу 5 или 6 илјади луѓе, дури луѓе висе и по плафоните на самата сала. Никогаш таа сала, ни до тогаш, ни после тоа не беше толку наполната. Кога влезе Кечановиќ на теренот, имаше едно 5-минутна аплауз, да не речам оваци, и тога скопската публика покаже не само колку го сака Партизан, туку колку е почитува таа работа на Драган Кечановиќ. Sanesi. Još jednom Kićanović, 35. pogodak, 96. Protiv Sovjetskog saveza. Radovanović, sjajni Radovanović. Slavnić, Kićanović. Minuta i 55 sekundi do kraja. Potpuno su se Кај се овие големи играчи на Партизан, Кечановиќ, Далипагиќ, не се вртат околу клубот? Зошто? Некој конфликт има, во конфликт сте? Веќе Кечановиќ вас ви даде шанса на 27-28 години, ако не се лажам. Подоцна и Подоцна е сад на конзул у Трст, што се Георгиевски не врати у МЗТ? Работнички. Или МЗТ? Да. Сте во некакви конфликти со големи играчи поранешни или имате добри односи? Ја? Да. Sa Prajem imam veoma dobre odnose, s Kićom imam dobre odnose. Mali broj igrača s kojim imam konflikt. Зошто толку лош старт на сезоната? Партизан последните 20 години нема така лош. Zato što je zbog finanske situacije otišla cela prva postava. Otišao je Bogdanović prodat, Bertans otišao, Westerman, Lover, Pavlović, Musi otpušten. 6 igrača otišao. Bio Bat tokom sezone, jedva smo Murića registrovali. Nismo mogli na vreme da nalazimo toga playmakera. Krenuli smo stvaramo novu ekipu. Imali kalendar da su nam se poklapale utakmice, puno više utakmica na gostovanjima nego, na primjer, u Eurokupu 3 puta smo gostovali, samo jedno igrali kući. I onda su se vezivali neka gostovanja Jadranske lige sa ovim gostovanjima u Eurokupu, a to su stvarno i teška putovanja, da se krene iz hotela, mora ustaneti u 4:30 da bi se stigli u 6 i 10, na primjer, na avion i vremenske razlike i tako dalje. I onda i neke sitne povrede Tepića u jednom periodu, pa Mačvana kad se priključio, pa stalno poneko hvali i treba da se vraća u neku formu. I sve to zajedno je u suštini mi nismo trebali da izgubimo od Krke,
то nije planirano. И тој плеймейкерот изигра утакмица. Yes. Nije planirano, to je, ovo drugo je sve po nekom redu vožnje. Kako smo igrali u Jerusalimu protiv Hapoela i ovu zadnju u Volvogradu, bilo bi jako dobro, na primjer, da smo jedno te dve dobili i da smo dobili, na primjer, jedno te dve i u Krku, rezultati bi bili jako dobri u odnosu na sve ovo što nam se dešava. Ovako... Има ли ке вас вина, може би, во една лоша селекција на играчи? Sigurno da je Partizan sa tim svojim finansijskim nekim problemima pa padovim rezultatima manje magnet nego što je bio, ali još uvek je veliki magnet. I tak će biti. Ке се врати или Александар Саша Павлович по Партизан? Ako ne ode u Kinu, ima velike šanse da se vrati u Partizan. Бидејќи навијачите го посакува, знаете. Лестер Боме Келеп и Александар Саша Павлович се двете имиња кои се вратат по сите форуми на навијачи на Партизан. Сонуваат, што се вели грубарите и навијачите на Партизан, овие двајца играчи се вратат. Има ли шанса за Лестер Боме Келеп? Сте во преговори или не сте во преговори со? Nismo još u pregovorima, ali nije isključeno i da se pregovara. А со Саша Павлович? Smo se čuli. Какве слуша? Вие го имате? Kažem vam, ako ne ode u Kinu, pričat ćemo da dođe u Partizan. Ке се слави или 14-та титула поред во јуни некаде наредната година? Nije isključeno. Бидејќи овие направија, зборам за Црвена звезда, страшно добра екипа. Атлетска екипа, знаете, го видите сега Дангубич, Калинич, Јович на плеймейкер, претходно го има Јака Блажич. Тоа е физички апсолутно една кондиционо спремна екипа. Ој плеймейкер од Вилијам што го донесо за големи пари. Тоа, навистина, они немале таква екипа последните 15-20 години. Добру екипу се направили. Неće biti lako s njima ove godine. Меѓутоа, како викате вие на крај, џабе имам новци, мои синовци. Видjet ćemo šta ćemo ove godine da pričamo. Ipak bi završio tradicionalno, kao i prošle godine. Džaba vam novci, moji sinovci. Hvala vam puno na ovom razgovoru, čestitke još jednom. Molim. Кога ќе ги прашате навијачите на Црвена звезда, која е нивната ног на мора, тогаш од прв до последен ќе ви каже дека тоа е Душан Дулево Јоши. Затоа се надевам дека навијачите на Црвена звезда нема да ми замерат што во оваа емисија го имам сместено интервјуто со нивната најголема ног на мора или човекот кој ги има најмногу победено во нивниот живот или во нивната кариера, а тоа е Дулево Јошевич. И добро ќе е, издржи ли ова битка со Вучич Партизан, бидејќи очигледно дека Александар Вучич има остварени детски желби Црвена звезда да биде шампион во све. Од ватерполо до кошарка. Ке издржите ли во таа битка? Видjet ćemo, hoće on da izdrži s nama ovu bitku. Čujem da je dobar s ovim vašim gazdama tamo u VMRO. Па добри се, они се знаете, десна коалиција, десни партии, Бугарија и овде во Србија и овде. Тоа е една фондација која ги тренира од Минхен. Зейнет се нарекува, Ханс, значи Зейнет. И они ги имаат тие тренинзи, значи они се перманентно во комуникација, така да ќе видиме како тоа на крај ќе излезе. Видjet ćemo. Тука нека да правиме втора пауза за реклами, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Изворска. Во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од кожувчанка.
Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Тие вечерва можете да проследите интервјуто со Душан Дулево Јошевиќ или балканскиот Алекс Фергусон. Идниот вторник во истото ова време ќе може да проследите емисијата посветена на трилатералата или кои се тие луѓе кои оценка владаат со светот. Не се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов,